Истражувањето што холандската амбасада го поддржа во однос на средствата што од државниот буџет се одлеваат за надомесна штета на неосновано притворени. Се работи за средства кои што се одлеваат од државниот буџет, тоа значи дека граѓаните имаат право да знаат за што се одлеваат средствата од државниот буџет, а државата има обврска да им го обезбеди тоа како податок. Но очигледно дека тие податоци не се јавно достапни и тешко може човек да ги анализира и од тука придонесот на истражувањето е да откриеме во која мера и кои се тие износи кои што лицата неосновано лишени од слобода ги добиваат како надоместок. Истражувањето покажа дека Министерството за правда е целосно инертно во она што значи склучување спогодби со лицата што се неосновано лишени од слобода. Потоа констатиравме дека имаме пресуди каде што е дозволена надомесна штета дури само за водење на кривична постапка, што воопшто не е согласно Законот за кривична постапка. Од сите случаи кои што ги анализиравме, свативме дека официјалната статистика има сериозен недостаток во она што значи вкупно траење на притвор. Значи се води максимум 90 дена или над 90, над 150, а бевте сведоци дека имаме случаи на притвор близу 600 дена, после што е донесена ослободителна пресуда, а ако го пресметате износот што е досуден, ќе видите дека на тоа лице судот му определил износ од 2400 денари дневно. Заклучокот наш е дека притвор за по основ на надомесна штета за неосновано притворење се издвојува многу малку. Значи дека недоволно ја цениме слободата на поединците и од тука не постои некоја посебна оптовареност кај судиите да лесно определат притвор, бидејќи знаат дека така буџетот индиректно ќе биде заштитен преку тие параметри да ден притвор не биде повеќе од 50 евра. Професор Ке-Божаровска, не слушнавме никаква компаративна анализа во однос на другите држави. Што се случува на овој план во други држави, во Европската унија или во регионот, за да можеме да добиеме некаква слика дали кај нас има премногу неосновани притвори, дали кај нас се трошат повеќе пари отколку во другите држави, дали имавте некаква таква анализа, ги изоставивте ли податоците или Не ги изоставивме податоците. Целта на анализата беше прво да видиме каква е состојбата во Македонија, бидејќи од 2009 година се мачиме да дојдеме до податоци. Еве гледате, близу 8 години конечно успеавме да дојдеме до некаков податок, за да прво ние да се позиционираме. Може да зборуваме за компаративна анализа, но прво мораме да имаме податоци за споредба. И од тука првиот чекор да видиме каква е состојбата во Македонија, па потоа ќе биде каква е состојбата во другите држави од Европската унија и пошироко и во нашето опкружување. И ако морам да кажам дека не секогаш бројките сами по себе говорат и не се доволни да споредите. Значи треба да се спореди малку и начинот на функционирање на државата и колку она што значи владење на право и правна држава во една држава е слично или приближно слично или е скроз различно од како тоа функционира во Република Македонија. Од тука компаративните истражувања се вториот чекор кој што треба да следат, но пред се да видиме во каква состојба се наоѓа Република Македонија.